Видивте подобрување на условите во затворот, меѓутоа во затворите се продаваат други и мобилни телефони. Дали власта под реформите мислеше само на носење на закон за амнестија со цел ослободување на осудени лица и тоа пред изборите за собирање на политички поени? Кои се реформите кои ги спроведивте? Не, напротив, тоа што го спомнавте беше прилично јасна политичка ориентација и одлука на претходната влада. Реформите во затворите во тек се прават. Значи, тоа е некоја ситуација која што била наследена најмногу во изминатата деценија. Ја би можел да ве поканам, односно во име на управата, како се викаше институцијата, само момент, за извршување на санкции. Сигурен сум, знам, дека постојано медиуми и новинари се јавуваат за посета. Повелете да видите што е направено во затворите во насока на подобрување на состојбата во оделенијата во кои што престојуваат затворениците, кои се граѓани на Република Македонија. Дали владата ќе обезбеди пари за блокатори, бидејќи од таму секојдневно излегуваат не само од таму и другите затвори и закани преку социјални мрежи кои што очигледно се пишуваат на мобилни телефони за кои што имаме историја на препродавање и мрежа на мито со затворска полиција. Од управата за санкции за наши извори велат дека побарале од вас, меѓутоа владата нема пари за блокатори. Легитимно, многу легитимно прашање. Состојбата која што ја посочи, ја гледаме сите на социјалните мрежи во медиумите, останува да ја увидиме состојбата, односно правата за санкции и официјално тоа да го каже, и се разбира дали една од мерките кои што би биле преземени се блокатори, дали има некој друг начин, останува да се процесира по официјален документ кој што би го добиле во владата од управата за санкции, дека таа ситуација постои, дека ќе предложат сет мерки и се разбира дека владата ќе стори се што е во рамките на нашите надлежности. Добро, затворот има и заменик директор, ќе се барали одговорност од заменикот, видовме дека тој сам не си поднесе оставка за разлика од директорот. Ми првото прашање и второ рековте дека именуван директор на Агенцијата за јазици и тоа е законски во време кога се распишани изборите? Да, имате во самото соопштение. Тоа е законски, бидејќи именувањето извршено во согласност со законските прописи, односно конкурсот за избор на директор е објавен пред објавување на изборите. Тоа е законски. Во однос на заменикот, во моментов не би имали информација за тоа.